Добре дојдовте во првата од двете збирни емисии 1001 оброк што не очекуваат овие два викенда. Изминатите 3 емисии се совпаднаа со великденските и рамазанските пости. Иако се работи за различен тип на пост, сепак заедничка компонента е дека храната што се консумира во овој период сепак треба да биде добро избалансирана и да ги снабдува сите потребни хранливи материи за правилно функционирање на организмот. Јас сум Антонио Велковски и како нутриционист и водител на емисијата многу често повторувам дека постот не треба да се сведе само на еднолична исхрана и празни калории. Напротив, ова е период кога нашата креативност во кујната треба да го достигне својот врв за да му го обезбедиме на телото она што му е најпотребно – енергија и виталност. Токму затоа во овие 3 емисии се трудевме да ви понудиме идеи кои се практични, брзи и пред се здрави. Денес правиме рекапитулација на она што го готвевме заедно. Од хранливи оброци до намази и десерти кои се надевам ви беа добра идеја и ви помогнаа да останете во одлична форма во овој период. Прво, веднаш да почнеме со десерт, и тоа со чоколадна бајадера. Краткото видео што го објавив на социјалните мрежи од овој рецепт за 24 часа имаше скоро 30.000 прегледувања. На процесот на составување се потсетуваме и денес. Здраво и добро дојдовте во кујната на 1001 оброк. Јас сум Антонио и денес ќе ви представам неколку интересни рецепти. Претходно, пред да почнам со представувањето на рецептите, само да ги спомнам нашите пријатели. Прво, Мистер Масл, кој што се грижи за одзатнување одводи, ДАК, средството за ефикасно чистење на WC школката и Пронто со средствата за чистење мебел и подови. Правиме сникерс бајадера со чоколадо. Еве ги состојките и постепено во емисијата ќе ви објаснам како се составуваат овие два рецепти. Ќе забележите дека се многу брзи, без вклучување редни или што и да е. Урмите ни се главниот засладувач во овие десерти. Ќе користиме и какао, путер од кикирики затоа што правиме сникерс бајадера. Ги имаме и мелени кикирики. Ќе употребиме и кокос, овесни снеголки, чија семе, овде имаме кокосово млеко, малку чоколадо, кокосово масло и засладувач. Значи, подготвено ни е се, можеме да одиме прво со чоколадната бајадера. Рецептот прво го почнуваме со 200 грама исчистени урми без семки. Ќе ги блендираме додека да добиеме паста од урми. Интересен момент е дека урмите се природен засладувач, за разлика од, да речеме, обичниот шеќер. Тие содржат и растителни влакна и калиум. Зошто го кажувам ова? Затоа што тоа значи дека не го качува толку лесно шеќерот во крвта, односно поради тоа што имаат растителни влакна, дури можеби се погодни и за луѓе со инсулинска резистентност или едноставно оние кои што имаат потешка регулација на шеќерот во крвта. Сега малку ќе вклучиме блендер и ќе бучиме. Добивме паста од урми, што ни е главниот засладувач, и сега ќе ја измешам со останатите состојки, само да го извадам блендерот. Еве пастата како изгледа. Ќе ја префрлам во поголем сад, чисто за да можеме да ги измешаме сите состојки и после ќе префрлиме во калап. Додавам овде и кикирики, некаде околу 100 грама кикирики. Не знам како, ама и кикириките добија лош углед последниве години. Прво, затоа што се доста алергени. Така што внимавајте ако го правите овој рецепт. Ако имате, да речеме, гости за кои што го правите овој рецепт што се алергични на кикирики, тогаш ќе мора да ги замените со бадеми или со лешници. А другиот муабет околу кикириките е тоа што често може да имаат и афлатоксини. Тоа се токсини создадени од мувла, така што треба да внимавате од кој производител или како се чувани тие кикирики од кај што ги купите, затоа што лесно може да фатат мувла. Добрата страна е тоа што кога ќе се потпечат кикириките, доста се намалува количината на афлатоксини. Ама сепак бидете внимателни. Ако чувствувате дека имаат лош вкус или можеби се малку подкожурени, тогаш немојте да ги консумирате. Ние овде имаме подпечени кикирики и малку подсолени за да можат да го избалансираат благиот вкус на бајадерата. Овде само ќе додадам сега и путер од кикирики. И тој може да биде малку подсолен
и само една лажица растопено кокосово масло. Сега ова ќе го измешаме убаво. Да, смесата е доста сува, меѓутоа тоа не е погрешно во рецептов, напротив, ќе дојде подобро како основа на денешниот колаш, на денешната бајадера. Морам да спомнам дека овој рецепт успеав некако да го најдам или да го искомбинирам уште во периодот кога доста експериментирав со почетоците мои кога беа во врска со здравата исхрана. Тогаш една пријателка правеше многу бава сникерс бајадера, чиј што рецепт никогаш не го откриваше. Па се обидов јас да си најдам мој рецепт кој ќе биде слично вкусен. Можеби не ја достигнува низината бајадера по вкус, меѓутоа тука некаде и можам да кажам нека вистински хит кај мене дома. Основата веќе ни е готова и може да ја префрлиме во калап. Еве, значи, таа е смесата која што треба да ја добиеме, треба да биде малку леплива, после ќе се зацврсти во калапот. Јас користам калап како за леп, обложен со фолија, за да можем после полесно да го извадам десертот од калапот, да не се залепи на ѕидовите. Само да спомнам дека овој рецепт го има и во мојата книга "Ајде да јадеме", што може да ја најдете се уште во книжарниците на литература. Таму има уште неколку други постни десерти, всушност има општо постни рецепти кои што ќе ви помогнат да си составите едно мени, интересно мени за време на великденските пости. Еве вака, цела смеса ја префрлив и сега треба убаво да ја израмниме. Добро, јас мислам дека баш добро се потрудив да ја израмнам целата основа на оваа бајадера. Мислам дека добро изгледа. Сега ова ќе го прелеам со чоколадото. Чоколадото веќе ми е подготвено. Ќе оди врз, отприлика 100 грама чоколадо ќе оди врз целата површина на основата, ќе го распоредиме убаво. Немаме потреба од некој преголем слој на чоколадо. Кога избирате чоколадо, гледате да одберете некое со поголем процент на какао. Само така знаете дека има повеќе антиоксиданси, а помалку шеќер. Значи, кога избирате чоколадо, гледате да е минимум 70% какао. Вреди да се одбере квалитетно чоколадо за десерти. Некој што нема и реди се други придружни состојки. Еве, ова ќе се излади, убаво ќе се израмни. Толку од работата околу првиот десерт барем за сега го носиме на ладење, а после ќе ви кажам како ќе ја довршиме оваа бајадера и како ќе ја сервираме, односно како ќе ја украсиме на крај. Вика, трпеливоста е доблест, ама ние баш си значекавме додека да бидат готови нашите денешни десерти. Еве, прво ќе започнеме со бајадерата. Гледате колку е зацврстена целата структура. Подлогата не ни е потребна и сега ќе исечеме на правоаголници и ќе ја сервираме. Добре, тука некаде сме, малку се скрши. Ќе ги одбереме баш тие делови што ќе остане целосно. Сега ја сервираме, на крај ќе додадеме и путер од кикирики, така што пукнатините на чоколадото нема ни да се гледаат. Еве вака, 3 парчиња. Сега одиме со путерот од кикирики, само декорираме малку одозгора. Тоа го правиме со сите правоаголници. Така убаво да се прикријат пукнатините на чоколадото. Малку ми се гледаат. И на крај ќе додадам уште малку измелени кикирики.
чисто за декорација. Првиот десерт ми е готов. Од десерт се префрламе кон еден намаз кој можете често да го користите дури и кога не постите. Туна паштета. Можеби малку чудна комбинација, ама одличен предлог за составување брзи сендвичи. Еве ги прво состојките што ги искористиме денес. Можете да забележите дека имаме еден куп супер храна за овие намази, па имаме наут, туна, печурки, овде одбрав буковки, ќе ги сместиме во сендвич. Исто и цвекло и додатоците, маслинки, тајан, зачини, доматно пире, сенф, лук. Значи, имаме доста богати намази, можеме да почнеме со првиот и мојот омилен од сите овие, а тоа е паштета од туна. За намазот од туна, нормално ни треба туна, користам туна од конзерва во собствен сок. Ако сакате да заштедите на калории, користете таква туна или едноставно ако најдете во масло, процедете го маслото и со тоа ќе намалите на калории. Следно што додаваме во туната, додаваме сок од лимун за да може подобро да се искористи железото од рибата и за подобар вкус нормално. Имаме доматно пире, исто за подобар вкус во овој намаз. Додавам од прилика, па ќе видиме може ќе ни треба после плюс за да може да се почувствува убаво вкусот на доматот. Едно чешне лук, сенфот нормално ќе даде една убава малку лута или киселкаста варијанта на овој намаз, а и сенфот е добар за дигестија. Зачините се црн пипер и сол. И може да додадеме малку лут буковец. Сега нормално тој што не уважава лути варијанти, не мора да го додава, ама јас ви препорачувам да го искомбинирате во овој намаз затоа што дава посебен шмек. И сега нормално ќе блендираме. Не очекувате веднаш да се изблендира целата паштета, затоа што е туната доста сува, така што ќе собирате од зидовите на блендерот и продолжувате со блендирање додека не ја добивате посаканата структура. Мислам дека добивме добра структура на паштета од туната. Сега ќе ја префрлам во еден сат и ќе ја намачкаме на реп да составиме сендвич. Морам да го спомнам моментот со туната, важи за риба која што можеби е и најбогата со жива, затоа што е дел од големите риби, кои што често имаат повеќе жива. И поради тоа многумина можеби се сомневаат дали треба да ја консумираат. Обично за човек доволно е да консумира туна, да речеме еднаш неделно. Покрај тоа туната содржи и селен кој што го ја врзува живата, така што на некој начин ја неутрализира, значи природата се погрижила апсолутно за се. Сепак кога станува збор за исхрана на трудници, не би препорачал туна повеќе од 2 пати месечно или најдобро е додека трае периодот на бременост и да се избегнува или да се замени со риби кои што содржат помалку жива, како на пример сардини или пастрамка. Дури и таквата риба може исто да се замени во овој намаз. Во новата сезона продолжуваме со нашите стари пријатели Орбико и нивната Home Cleaning линија, поточно Mr. Muscle, Duck и Pronto.
Само за подсетување, Мистер Масл производите се специализирање за чистење одвод. Дак производите се најдобрите за казанчиње и веќе школките, а Пронто колекцијата специализирани средства за мебел и подови. Во денешната емисија ви го представуваме Мистер Масл кујнскиот гел за одводи. Брзо и моќно ги отпушува кујнските одводи и ги отстранува блокадите што може да содржат микроби и бактерии. Едноставно, половина од содржината исторете ја во затнатиот одвод. Почекајте 15 до 30 минути и потоа пуштете топла вода. И готово. Проблемот е решен. Мистер Масл, гел за кујнски одводи. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Веќе имаме паштетата, сега што ни треба лепче. И ќе составиме сендвич. Еве овој леп ќе го поделиме вака за да можеме да составиме сендвичи. Еве паштетата, значи уште еднаш ќе спомнам, немојте да додавате вода без разлика што на почетокот изгледа доста суво. Затоа што со течност ќе излезе самиот намаз, доста течен и нема да биде добар за мачкање на сендвичи. Еве, тоа ни е основата, еве и другото парче. Имаме со ова вистински протеински сендвич, што ќе ни биде добар дојден за време на постите. Што да додадеме сега? Можеме да наредиме малку роквици. Овека имам насечкани роквички на кругови, ќе дадат и убава боја. Јас секогаш сакам во секоја комбинација да вметнувам на некој начин и зеленчук кој што ќе го збогати јадењето. Може да додадете овде и млад кромит, веќе го има на пазарите. И со тоа составивме убави сендвичи. И еве ги сендвичите веќе ни се подготвени, ама не запираме тука, затоа што овој намаз од туна може да се искористи и да речеме како додаток на некое мезе кога ви доаѓаат гости, посебно во овој период, не знаете да се снајдете, доаѓа некој што пости и може да ги намачкате, да ја намачкате паштетата од туна на крекери. И јас имам овде неколку крекери од цело зрно житарка. И може повторно да им додадеме роквица или може исто така да додадеме во оваа комбинација и капари. А за подобар вкус додавам и малку балсамик. По десертите и намазите во минатата емисија ви представивме целосно постно мени. За ручек ви представив малку поразлична варијанта на тавче гравче или поточно во нашиот случај тава со граф и просос, богатена со доста зеленчук. Повторно комбинација на вкусови што верувам дека не сте ја испробале досега. Значи одиме сега со ручекот во кој што ќе користиме повторно една мешунка, односно овој пат место леќе имаме гравче, користам барен граф, плюс житарки, имаме просо и пченка од житарките, значи безглутенска варијанта. Од зачини ќе искористам мелена сол, шарена сол, како се нарекува. Од имаме димен црвен пипер, вие може да користите обичен или можеби буковец. Имаме кромит, црвена пиперка, ловоров лист,
за да даде поубава арома, и босилек. Тоа не се состојките за денешниот ручек. Бидејќи немаме запржување на масло, или рековме денеска нема да готвиме со масло, можеме веднаш сите состојки заедно да ги измешаме. Така што пак одиме со сецкање на зеленчукот, започнуваме од кромидот. Немаме никакви запршки, кромидот директно ќе оди во вкупната смеса, инаку добро би било нели малку да се пропржи кромидчето со некој од зачините и црвената пиперка што исто така ќе ја додадеме за појак вкус, но денес одиме според правилата на великденските пости. Тоа ни е првата состојка. Еве имаме убава црвена пиперка, мака што сега не е сезоната на црвените пиперки. Вие можете да замените некој друг зеленчук, еве например може да се користи и морков, меѓутоа веќе искористивме морков, па решив во овој втор, односно трети рецепт да имаме црвена пиперка. Црвената пиперка веќе знаеме дека има доста С-витамин, дури кога е термички обработена се спасува голем дел од С-витаминот што го содржи. А баш не случајно ви реков, ако менувајте со морков поради бета-каротенот. Значи, гледате бојата да остане во комбинација. Спомнавме дека бета-каротенот е состојка која што се, или хранлива материја која што во организмот се претвора во витамин А и како таква ја искористува организмот, а еве во пиперката имаме доволно и од овој антиоксиданс. Реков имаме бело гравче, користиме сварен бел грав, кој што е повторно одлична мешунка како и леќата, плюс белиот грав доста содржи и калциум, не знам дали тоа го знаете. Еве го просото, супер извор на магнезиум, што би се рекло просо за опуштање, веројатно, така би дошло некако. Користам тука мелена сол, шарена сол, еве го и демениот црвен пипер од зачините, босилек, или може да ставите сув макдонос, оригано, што ви одговара во комбинација. Нормално сол и црвен пипер, не забораваме. И сега пак го активираме блендерот, реков дека денеска ќе работи блендерот прекувремено. Овде додавам сојно млеко, за да имаме малку повеќе протеини и во овој оброк. Вие може да употребите какво било растително млеко, само гледате да не е заблажено, нели не би одало во оваа комбинација. Ќе додадам и дел од ченката, што не е предвидена. Значи некаде од прилика овде имам 130 грама пченка, значи некои 50 на 60 грама ги додавам за блендирање, другото го префрлам во тавата. Зошто вака правам? За да добиеме кремаста смеса која што потоа ќе се впие во просото додека се пече. Знам некој ќе рече нашите предци не користеле ни блендери, ни соковници, ни ништо, меѓутоа блендерот е навистина добар изум кој што може многу да помогне и во менување на текстурата на храната, ама и во менување на вкусот на храната. Ќе додадам и малку вода, зашто овде не е доволно вода, затоа што сепак просото доста впива вода додека се пече. Додавам отприлика околу една чаша вода, една чаша имавме сојно млеко и сега сето ова го префрламе во стаклена тава. Ревната веќе ми е загреана на 220 степени. Не спомнав само дека може просото да се замени и со киноа. Ако печете со просо, тоа ќе ви треба сигурно некаде околу 1 час да печете, со киноа би одало нешто пократко. И сега прво покривам со хартија. Зошто? Затоа што не сакам јадењето да ми изгори, не сакам посебно зеленчукот да гори. Ова нема да биде доволно зацврстено, затоа ставам алуминиумска фолија. Значи што ми е целта? Целта ми е алуминиумот да не допира до храната. Мислам дека убаво го спакувавме. Битно е премногу да не дише, да не испари пред време водата. Сега ова убаво спакувано, оди во рерна. 220 степени, скоро 1 час се пече, може на половина печење да се замеша малку целата смеса, нели за да не падне просото на дното и потоа да проложиме со
печење и по 1 час имаме готов топол обрук. И пред да продолжиме со последниот рецепт за денес, да ви представам еден производ на нашите пријатели AC Johnson Pronto Legno Pulito. Одлично за нега на подот, за чистење на подот, го храни подот и ја чисти прашината, всушност е одлично за сите дрвени површини. Испробајте го овој производ и баш може да ми кажете како ви се допаднал нашиот денешен предлог. Кручекот мислам дека веќе е при крај, треба да проверам. Ако е готов, тогаш можеме да сервираме. Готова ни е и тавата со граф и просо. На крај малку ја открив од хартијата и фолијата за да се подпече убаво. Само внимавајте, не дозволувате комплетно да се пресуши, затоа што просото додека се лади впива дел од течноста. Ќе ставам малку сок од лимон, што можеби малку ќе ви биде чудно во оваа комбинација, ама пробајте, ќе видите дека е добро. Да го измешам убаво со лимончето и ќе го послужиме. Не знаете само колку убави мириси има овдека во нашава кујна. Ќе спомнам само, ако немате инспирација доволно за постни оброци, за постни рецепти, може да најдете во мојата книга Ајде да јадеме. Може да ја порачате преку мојот вебсајт ajdedajademe.com или во книжарниците на литература и ќе видите дека ќе добиете доста инспирација за постни рецепти. Ќе додадам малку магнонос за да додадем една свежа нота на ова јадење. И со тоа ни е сервиран и ручекот. Овде е крајот на денешната емисија 1001 оброк. Уште еднаш да ги поздравам нашите пријатели AC Johnson со производите Pronto, Mr. Muscle и DAK, како и AIA ISO Consulting. Постната храна не мора да значи откажување, туку напротив експериментирање со нови вкусови. Испробајте нешто од ова, се надам дека ќе ви се допадне и пишете ни на нашиот официјален профил на Instagram 1001 оброк official или на Facebook или на мојот профил Ајде да јадеме. Секако сакам комуникација и сакам да ми кажете впечаток од она што го испробувате како рецепти, ако и биле презентирани овде во емисијата. Гответе со љубов, уживајте во храната и се гледаме следната недела.